Целосно е пробиен патот до местноста Мегдан до местото каде што се влеваат Бела и Црна река, наменет за пристап и користење за изградба на браната Речани. Одговорните на градилиштето вела дека целосно е пробиена трасата до профилот каде ќе се гради насипната брана, со што се создадени предуслови за отпочнување на изградба на објектите кои ќе овозможат акумулирање на 20 милиони кубици вода. Во меѓувреме е распишан и тендерот за избор на градешна фирма која ќе го гради овој капитален објект, а процедурата за пријавување е отворена до 21 јануари 2016 година. Со овие активности веќе напролет се очекува позначителна градежна офанзива за реализација на проектот, вреден над 32 милиони евра. Започнувањето на градежните работи и на патот ги охрабри граѓаните кои потекнуваат од околните мала и села, дека браната ќе предонесе за подинамичен развој на овој најслабо развиен дел од општината. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го распиша огласот за изградба на браната Речани. Според тендерската документација, браната треба да биде издигната до 2021 година. Вкупната вредност на овој проект е проценета на околу 27,3 милиони евра. Влезот на овој свеж капитал во значајна мера ќе придонесе и за подобрување на економската состојба во Кочани и регионот. На терен е завршено пробивањето на патот со пропусти и дренажи, за што од владата на Република Македонија се наменија 3 милиони евра. Со проектот е предвидена изградба на потпорни зидови во должина од 840 метри, а патот ќе биде со асфалтна коловозна ширина од 4,5 метри со банкини и асфалт. Со акумулацијата Речани ќе се реши проблемот за водоснабдување на околу 90.000 жители од Кочани, Виница и микрорегионот, како и наводнување на дополнителни површини кои што се предвидени за наводнување. Луѓето кои имаат своји имоти кои се простираат по бреговите на Вештачкото езеро се надеваат дека ќе пораснат цените на квадратен метар по основ на зголемен интерес за изградба на викендички покрај езерото. Браната ќе располага со чиста вода бидејќи низводно на Бела и Црна река нема индустријски капацитети и населби кои би ја загадиле. А се очекува развој на рибниот туризам и редица други дејности на и околу езерото. Рокот за изградба на највредната инвестиција во крајниот источен дел на државата е димензиониран на 60 месеци, а со незината реализација ќе се остварат повеќе стопански ефекти.